Ако немаш регенерирање на парите, ако не создадеш клуб да ги прави парите, дека тоа ќе застане кога тогаш? Ќе застане. Јас се плашам дека тоа може да му се случи и на Битолски Пелистир и на Штипска Брегалница. Дури и на Тиквешка Вардар. А на Вардар? На Вардар ми е страв да кажам, бидејќи Вардар ден денес се уште нема ништо свое на хартија, вака. Да рече ова е на Вардар. И ќе си отиде Пурамен некогаш и Па Пурамен не ги дава парите, Пурамен може да си отиде. па добро да тие што ги даваат ради Пурамен, не ги дале ради некој друг, сега да бидеме отворени. И не е тоа поентата. Добро, не е поентата. И Дури тие пари добро правили... беа изменаџирани, Вардар се одгоди од Значи као. не зборуваме за тоа, поентата е еве го конкретно за Вардар, зошто не го ставаш и таму? Па и кај Вардар исто, кој играч Се излегува од Вардар? Ајде Да се продаде некој играч? Се продаде Донгмо, Ама чекај сега, донесен играч па сме го продале. Дали бе така. младинските категории извадиле некој за да живеат клубовите? Не. Затоа велам, доста веќе, значи претходната наша емисија беше на тема репрезентација и доста се фолираме. Сакаме на светско или не сакаме, можеме или не можеме. Значи поентата ми е и заклучокот зошто ова го велам. Се има свој почеток, па после да дојдеш до крајот, а крајот е репрезентацијата. Значи ние кога во самите сопствени клубови се само залажуваме дека ние имаме клуб, што имаме бе, ние ништо немаме. Ако чекам општината да ми даде плата, ако чекам комшијата да ми купи патики, а другиот комшија да ми купи дресови и овој да ми даде пица,